По половина век обстојување и работа на старата конфекцијска фабрика во Виница ги остави вработените на улица без можност да работат и без екзистенција. Конфекционерките не се на своите работни места уште од октомври минатата година, иако меѓу нив се коментира дека дел од раководството повремено доаѓа на работа. Загрижени за судбината на некогаш престижната конфекција и за сопствената, поречиси едногодишна агонија, исполнета со празни ветувања, стотината сега веќе поранешни вработени одлучија повеќе да не молчат и да бараат да им бидат исплатени за останатите 8 плати. Од февруари плата не сме земали 2016 година. Јас сум за технолошки, ама платите ми изостанаа. Треба плати да ми даде. Секој знае како се живее денеска без плата. Банка да немаш у джепа. Да идиш на лекар, да немаш пара да идиш в здравство да се прегледаш. 40 години да работиш и на краја да затвори. Било и лошо, и јарно. Одам и по други фирми јас. Они шијат лонг. И имат кјар да платат на сите и стаж и плати редовно се. А тука месеци се касне дека од тие пари Господ знае. Од тук од конец, од се готово роба и се за извоз за Германија. А цело лето не моташе дека од Англија парите ги земе, така ли беше? Да. Од Англија ние ги земе тие пари кои извозува се за. Дел од вработените имаат поднесено тужби, но 5 месеци нема никаков одговор по истите. Председателот на текстилно-кожарското здружение Горан Митев им дава целосна подршка на вработените, образложувајќи ги при тоа законските можности кои се уште им стојат на располагање.